Po povod Svetskиот ден на мирот 21. септември, овде во Милано отвараме една изложба, мала, камерна, со 5 мои слики, цветиња на мирот и со други илустрации, символично за 5 континенти по една слика. Јас би сакал да кажам дека ова го правам секаде во светот, меѓутоа најдрагоцено ми е сега што сум во Милано, во Италија, и еве токму овде имам една многу интересна порака од Едуардо Сангвинети, добитник на Златниот венец, кој 2000 година на Струшките вечери беше лауреат. Тој вели: овие се боите на мирот, боите на Живко, и тоа се форми на мир, од кои цветиња стануваат. Од овие бои, од овие форми има потреба Европа. Тоа е навистина и актуелно и многу значајно што овие бои, навистина на овие цветиња на мирот, се за Европа. Овде би сакал да кажам дека во една мисија по хуманите патишта на Мајка Тереза 2009 година патувавме од Скопје преку Приштина и бившите ју простори, дојдовме во Трст и Венеција. Во Венеција јас насликав 10 слики кои беа изложени на Венецијанското биенале во 2009 година, со тоа што едно од тие 10 беше и писмото на Мајка Тереза со еден цветен венец. А пак, кога стигнавме во Ватикан преку Болоња, Фиренца, Пиза, тогаш во црквата Свети Петар, при мисата на папата Бенедикт XVI, јас му ја предадов оваа 99-та слика со писмото на Мајка Тереза, што го добив 1984 година, во кое, покрај другото, ми вели дека бедните се секаде околу нас, осамените, несаканите, биди љубезен и прави им добрина на оние блиску до тебе и чуваја радоста на сакањето на Исуса во своето срце, бидејќи тој е верен. Господ нека те благослови, Мајка Тереза, 21 март 1984 година, Калкута, Индија. Тоа ми беше многу драгоцено, а исто така имав и една изложба која беше во Санаремо, Италија, 1995 година. Тогаш јас присуствував во двојна улога и на конференцијата за хуманитарно право, што организираше Меѓународниот комитет на Црвениот крст и Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина, при што таму изложив исто слики под наслов Цвеќе, мир, хуманост. Сликите ги разгледа сите учесници на таа конференција, а беше во организација и на познатите наши амбасадори Иван Тошевски и Насте Чаловски, а тука беше присутен и генералниот директор на Обединетите нации во Женева, Владимир Петровски, кој воедно беше и подсекретар на Обединетите нации. Тој ме покани во Женева да имаме една изложба Цвеќе на мирот. Така да мене ме поврзува со Италија навистина овие неколку настани, што еве сега овој денешен настан, благодарение на Валентина Георгиевска Парго, заедно со мојата ќерка Александра, допатувавме овде. Овде ќе бидеме низ градов на неколку дестинации каде што оваа изложба проширена со повеќе слики ќе биде презентирана пред граѓаните на Милано, а после тоа патуваме со воз и во возот исто ќе имаме една ликовна работилница и една изложба каде што ќе им подарувам на патниците цвеќиња на мирот и така да ја шириме таа порака за мир. Во Торино на саемот, светскиот саем за здрава храна, Slow Food, ќе изложам исто така
своји слики, ќе имам неколку ликовни работилници, зашто јас како професионалец агроном би сакал да упатам порака дека на светот му се потребни мир, храна, солидарност, љубов. И токму тоа ќе биде таа порака која се врзува со цвеќето, со мисијата на мирот и воедно да кажам дека во Охрид, во македонскиот Ерусалим, во основното училиште Братство Единство, мојот внук Александар, тој има настан посветен на Светскиот ден на мирот, каде што ќе подели слики за неговите соученици, за училиштето, а таа манифестација се организира заедно со Градската библиотека Глигор Прличев во Охрид и Милчо Јовановски. Овде би спомнал само во смисла на храната, дека деновиве се отвара и саемот во Скопје на македонскиот мед, каде што јас насликав 38 слики во рамки на пчелните семејства, каде што пчелите создаваат мед, посетувајќи ги цвеќињата. Така да верувам дека вредните пчели заслужуваат едно такво внимание посебно и драго ми е што Сдруженијето Матица тоа го прифати и секој пчелар ќе добие по една од тие слики, а секако ќе добијат и оние кои ќе ја поддржат таа манифестација.